Тогаш кога се успоја со европско знаменце измените на кривичниот законник, за кој што сега Европската унија повторно бара нов кривичен законник, а не измени, дали секогаш владите од позиција, односно опозицијата која ќе дојде лесно да критикува, од позиција на власт потешко се прават тие реформи? Ќе објаснам се, има неколку моменти. Прво, ги слушате ли, еве да кажам, ги слушате ли забелешките во однос на експертите околу измените на кривичниот законник? Се ќе објаснам, бидејќи тука сакам бидејќи велат се полоши од оние претходните во делот на На кој кривичен законник? На измените на кривичниот законник. Хајде. Го најавивте во форшпант. Да. Овака, прво сакам да ја поздравам колешката Петровска затоа што таа една одредка признава дека Коцевски имал влијание политичко од СДСМ и тоа е добро што го признавате, тоа е еден чекор напред дека давате поддршка и тука треба да се обединиме околу суството, како кажавте, но ворете. Да не се надмудруваме затоа што можам јас да го спуштам нивото. Не го спуштаме нивото. Добро е да се поддржат реформите во суството. Ако вие не ги слушате критиките на јавноста, јас ги слушам. Да, меѓутоа премногу провоцирате. Само да завршам. Са сакате да водиме суштинска дебата или да си подаваме ниски удари? Да го искористиме времето да одговориме за некоја тема. Единствено вас ве брифираат во партија. А немате комуникација со стручната јавност, јас имам. Добро. Јас имам со почитуваните професори на правен факултет, кои што настрана тоа што е партиски став, знаат да ми ги отворат витиците. Ова сликови пример за низокудар. Апсолутно, ова е враќање на тоа што вие го кажувате. Тоа што вие го кажавте. Или слушате ме, цитирате ме внимателно, или не ме цитирате воопшто за да нема ваков удар. Политички говор, но она кое што е многу важно е тоа што уште минатата година, овој временски период, практично Коцевски требаше да си напушти од својата позиција. Зошто? Затоа што имаме ние троцифрен број на кривични пријави. Троцифрен број на кривични пријави поднесени од сегашни кон преходни функционери, директори, министри, кои што чекаат и се заглавени во лабиринтите на јавното обвинителство. Јавното обвинителство под палката на Коцевски, а поддржано од Социјалдемократскиот сојуз, беше и е извор на нестабилност на државата. Зошто? Бидејќи доколку вие немате правен систем и соодветно обвинителство, вие имате нестабилност во државата и недоверба кон институциите. Ако повеќе од 100 луѓе направиле криминал или се сомнежат за криминал и при тоа вие како обвинител наместо да служите на граѓаните и на државата, им служите на тие што ве поставиле таму, тогаш доаѓате до 2% рейтинг и до држава која што е неуспешна. И затоа јас сум среќен што конечно овој човек заминува од таму и сум убеден дека Република Македонија ќе добие обвинител кој што ќе суди исклучиво по словото на законот и тоа што го наложуваат законите. Второ, се спомна судскиот совет. Сакам да кажам дека е дезинформација ставот дека никој никого за ништо не консултира. Она кое што е факт е дека Законот за судски совет, како претседател на Комисијата за политички институции во рамките на собранието, можам да ви кажам дека дојде во регуларна постапка, каде што имаше прво читање, имаше второ читање, имаше амандманска расправа. Пред 2 дена имавме многу часовна комисија во рамките на собранието и не е точно дека амандмани не се прифатени од страна на опозицијата. Точно е дека се прифатени 4 амандмани од страна на опозицијата. Нели имаше оценка позитивно од Венецијанска комисија, затоа и не, тоа ќе заглавам крај. Дека не е законот правен во партиски штаб, како што некој алудира, покажува Венецијанската комисија при Совет на Европа, која што дала позитивно мислење за ова законско решение. Тука претпоставам некој треба да се извини. И трето, она кое што е многу важно, во собранието имаме колега кој што е многу активен опозиционер, кој што е поранешен уставен судија и кој што излезе на комисијата и кажа да, јас сум опозиција во ова собрание, но во претходно како експерт и јас бев најмен во една голема работна група да го донесеме ова законско решение и со мојот кредибилитет вели стојам дека ова законско решение е добро. Така што по секоја цена да се нападне, дека нешто е во партија, дека нешто е партизирано, мислам дека не треба. И мислам дека покрај тоа, што мора заедно да стоиме и да бидеме единствени позади националните интереси, ние мора заедно да стоиме и да бидеме единствени и позади водењето на правото и правосудството во Република Македонија. Ние како народни избраници мора да поддржиме
секое она добро постапување од страна на обвинителство и на судство и да осудиме секое она потенцијално криминогено унесување. Сега, кога ќе видам држава, бидејќи јас сум прво граѓанин на Република Македонија, потоа имаме своја професија или своја функција во рамки на општеството. Кога ќе видам држава во која што на јасен, јавен и транспарентен начин се истражуваат сите оние десетици документи кои што ги вадеше опозицијата, поврзани со Зоран Заев и кланот Заеви, кога ќе ги видам јавно транспарентно истражување на сите оние документи кои што ги вадевме за Венко Филипче, за Љупчо Николовски, за Оливер Спасовски, и кога ќе излезе обвинител ќе каже тука има, тука нема, тука има заради ова, тука нема заради она, влегува во суд. При изборот на едниот обвинител, дали власта ќе побара, еве да кажеме, мислење од опозицијата, за да не испадне после дека се прави политички прогон. Тогаш сите ги имаме добро во судството и во обвинителството, бидејќи тоа не е наш интерес на сите. Сега, вашето прашање е? Да, дали при изборот на лицето што треба да се именува за нов јавен обвинител би побарала ли мислење власта од ЕВС да само да, за да не испадне потоа дека политички прогон ќе се прави? Согласно закон. Собранието распишува оглас на кој што ќе се пријавуваат кандидати за јавни обвинители. Мислење дава советот на јавни обвинители и потоа владата предлага до собранието, кое што потоа на јавна седница дискутира и разговара за тоа дали некој човек треба да биде обвинител, дали ги исполнува потребните минимум услови за да биде обвинител, и на крајот денот, како што кажа и почитуваната Петровска, ние нема веќе ексклузивитет да браниме некого. Ние мораме да браниме само државата и народот. Нема личности бранење. Тие времиња мора да бидат минато, да не ги дискутираме, туку да биде нормално да бараме одговорност од секој оној кој што го гласало собранието, а собранието го гласа јавниот обвинител. Добро. Обвинителот не суди, да ве коригирам, покренува обвинение. Воз основа на основани сомнежи. Не, вие рековте суди. Обвинителот суди, јас ве коригирам. Потврста ви излезен. Тврдите, се разбираме. Не суди обвинителот поднесува обвинение. Обвинителот поднесува обвиненија по сопствена работа, по сознание кога ќе достават, или врз основа на пријави кои се доставени од органите на прогонот и така натаму. Значи работи и самостојно. Не го чека само Министерството за внатрешни или така натаму останатите институции, тука да бидеме на чисто. Во делот на јавната расправа, рековте дека ова точно е неспорно. Законот беше предложен во редовна постапка и затоа реков дека делумно го поздравува. Но, дали е точно, колега Пренџов, дека на првото читање во комисијата за политички систем, чиј председател сте вие, колешката Сонја Мираковска побара јавна расправа? Може да одговорам, па продолжите. За да бидеме вака. Сега, тоа да одговоравме со онези, се согласивме на крај, препоставувам, на второто читање. Значи, вака беше кажано. Согласно новиот деловник на Жан Моне, првото читање во таква постапка доаѓа во комисија пред да отиде на пленумот. Значи, пред да се изјасни пленумот, доаѓа на комисија за политички систем. Тогаш почитуваната колешка го постави тоа прашање. Јас може да го ставам и на гласање, но рековме вака, бидејќи треба да го испочитуваме пленумот. Пленумот ги носи одлуките. Прво да помине првото читање, а потоа да се обратат и да разговараме, да видиме што ќе правиме за јавна расправа, бидејќи таа мора да биде во неколку денови или во десетина дена. Не. Истовремено, во меѓувреме, најодговорно тврдам дека до мене, како председател на комисијата, не стигна барање за јавна расправа. Сега, за да има јавна расправа, тоа треба да се изгласа во рамки на комисијата. За да се изгласа, треба да има барање од страна на член на комисијата во случајот која што вие ја споменувате. Таа не ми достави и јас не можам да го ставам. Може да побара на самата седница? Може да побара на самата седница. Не побара, туку само констатираше дека не сме имале јавна расправа. Јас овој го кажав и тука заврши дискусија. Колега Пренџов, еве за примена на деловникот од Жан Моне. Не, ви одговарам. Апсолутно. Само се дојаснуваме сега. За да кажам зошто, што ми е целта на поставеното прашање. Бидејќи многу убаво го одговоривте ова и се повикавте на деловникот кој е дел од Жан Моне процесот, на истиот деловник кој е дел од Жан Моне процесот, ве прашувам, дали во случај кога председател на некое работно тело нема да свика во одреден период работно тело, се задолжува некој од претениците да направи на иницијатива на мнозинството од комисијата? Се случува, да. Јас така бев задолжена за комисијата за надзор на Вана Бојаров. Не повторно, не гледате повторно. Суштината ми е следна. Председателот на собранието задолжува, не колегите. На
ваше барање, на наше парламентарното барање, точно, мнозинство. ја не добив барање. Тоа го зборувам. Мислам За дека ваше нема многу да ве разберат барање. гледачите за овие текнуали Просто, не, еве ќе го симплифицирам, Председателот ве- ќе го упростам, Ајде, за да упростете не го. биде поевосно, не само гледачите многу добро не разбираат. За да се разбереме. Ајде. А се разбираме многу добро, ма бегате Не знам од зашто вистината. не вие бегате Бегате од од вистината. вистината. Не, извинете, јас не бегам. Не. Како парламентарно мнозинство треба да бидете браната над политичкото однесување на власта, на владата. Што сакам да кажам? Бидејќи вие го имате мнозинството, бидејќи на бројни укажувања претходно за нешто да направиме, вие сте бидувале сите, се ги наоѓале сите начини да не изиграте и така натаму. Зашто Дозволете имате си, потреба ама сега да- тоа е Не, моја точно. оценка, не може Добро, вие е, да ваша ми нека- добро, чиме може ваша вие да лична, ми кажете. дадете зборови, јас како давам оценка Го за нека претставувате политичка како апсолутна вистина за како тоа. политичка состојба. Тоа е мојот став. Јас зборувам сега по свое име, не зборувам во ваше име. Добро. Сакам да ве прашам, кога стигна законот, кога знаете дека тој закон е еден од суштински важните закони, Добро. и на вас не ви требаат гласовите на СДСМ за да помине. Не ви треба математички. Но ви треба општ политички консензус и уште поважно, општествен консензус. Ве прашувам, како председател на комисијата, Добро. зошто не побаравте, односно самите не свикавте работна сега, јавна околу- расправа се околу извинувам. консензусот. Па да не повикате сите членови на комисија и да речете, колеги, ајде сите заедно ќе се потпишеме на барањето одговорете и и ќе да побараме имаме јавна уште две теми, расправа. молам Океј, на битни крај. теми имаме, Ајде. ова се тривиални теми, ама Не, пак апсолутно. беговте. Вклучување на независната Да, јавност во Господјо собранието, Петровски. во креирањето на решение, вака се. на суштински Околу за кои решенијата. зборуваме дека се Околу потребни. решенијата. Јас не Ева, сметам дека е бидејќи тривиално, Вие колега истака сте Пренчев. член на комисијата, не најдовте за можност да дојдете. Претпоставам дека од оправдани причини сте го направиле тоа. Корешките две кои што беа, тоа беа Јована Тренчевска, вашата подпредседателка, и Сонја Мираковска, коалиционен партнер, за потребата од донесување ново законско решение, дека е реформско, на таа прва седница која што вие ја зборувате, гласаа за. Значи, едногласно беше поминато. И второ, 9 часовна расправа по суштински амандмани, помеѓу пратеници, во една конструктивна, јас тоа го напишав и ќе мене на мојот Facebook профил во една конструктивна, го поздравив начинот на дискусија, верувате дека беше одлична расправа со законот, до толку повеќе што и луѓе пратеници кои што учествувале не брифира. Венецијанска комисија го одобрила и навистина сметам дека тоа е нешто кое што само треба да го поздравиме и ние како пратеници. Тука, на такви законски решенија, треба да се концентрираме во надзорот, почитувана Петровска. Дали тоа што ние сме го донеле доследно се спроведува? Ние треба да си ја Тука зајакнеме треба да ни својата биде. улога. И ние Јас тоа го правиме како собрание. Ќе го поздравам како пратеници. целосно, ќе го поздравам целосно донесувањето на законот. Точно дека ние ја поддржуваме потребата од донесување на овој закон. Неспорно е. Кога ќе се примени препораката 6 од оценската мисија, која што зборува и вели: засновете ја постапката за избор на членовите од редот на истакнати правници, на постапката предвидена за избор на членовите на Државната Се разговараше комисија на таа тема, за многу спречување добар на одговор даде корупција. заместник министерот Деревен, да знаете. Не, воопшто не е добар Прогледате. одговор, ве Одличен. молам. Значи, многу е Одличен, проста одличен препораката. одговор, Пресликајте го начинот на избор на членовите на ДКСК во овој случај. Не е пресликан. Зошто? Се плашите од транспарентност при изборот? Без наведување, Не сакате, не бевте не е таму, навредно, не, не ве е гледам навредно. дека не сте вака. Да, Ама смениме што не е темата, така? би сакала, имам уште две прашања. Прво со Па вас. ако имавте јавна расправа, каде што јас ќе бев мотивирана да слушнам Вие- стручно мислење, За си оба- кое ќе влие Јас сум знаел дека позитивно, дозволете за да си се ја вршите докажам. во вашата работа треба да бидете мотивирана. Вие имате работа Од да стручната јавност, од стручната јавност, не од вас. Јас треба да ме Јас таму не доаѓам на работно место. Треба, сега. јас Ај, сум на сега не работно место. претеруваме. Јас сум на работно Па не место бевте на многу комисија, повеќе од два вие. пати имаше комисија, по 9 часа. Сакам кога ќе дојдам на комисија, Да се мотивираме, кога ќе треба. дојдам на јавна расправа, да слушнам јавно Јавна расправа не е за пратеници, туку е за стручњаци. Вие треба како пратеници да дојдете на работно место и да дадете забелешки. Имено. Вие ќе исто Еве професори ви го давам разговарате. ја давам Не исто професори забелешка. разговарате. Колешката моја. Не исто професори разговарате. Колешката Што моја ја додовте дава на работа, забелешка ќе за кажете што јавна кажале сега, расправа. ве молам. За јавна расправа. Не сакам Сте да ја навлегувам, одбиле, ве почитувам, не а сте сега го не го направиле претерувате. ова, Имаме уште затоа што не околу сакате стручно 8 мислење. минути до крај на Да, емисијата. Господин поведе. Петровски би сакала околу СДСМ многу кратко да ми одговорите. Околу новите промени, новите лица, еве денуве слушаме ВМРО ДПМН постојано обвинува дека се тоа луѓе блиски до Заев и така натаму, тоа се на опозицијата критики. Никој освен Јована Тринчевска, која што сега подпредседател на СДСМ од претеничката група, за сега не е во новото раководство, се дистанцирали лидерот од претеничката група или кој е вашиот впечаток, што очекувате околу овие нови промени? Само Немам таков печаток, меѓутоа веројатно ова е прашање кое е наменето за него, дали се дистанцира
дистанцира заради некои причини од останатите пратеници. Немам таков впечаток затоа што комуникацијата не е редовна. Она што очекувам да продолжи по празниците, кога тој на последниот централен конгрес најави е дека на 16 ќе имаме друг централен конгрес на кој ќе разговараме подетално околу резултатите од изборите, но уште така што е многу поважно суштински за мене е тоа кој ќе биде концептот и каде ќе оди СДСМ. Јас не сум многу загрижена околу коментарите на власта, секојдневните соопштенија кои ги имаат, до таму што дадат со лични дискредитации на некои од моите сопартици, заради тоа што мислам дека тие имаат многу поголема грижа, тоа е малце повеќе да внимаваат на своите кадровски решенија, како она од типот на директорот на платежната агенција, заради чишто криминални активности и коруптивна склоност изгубивме и блокирани се. Да, меѓутоа блокирани се големи пари кои до сега требаше да бидат кај земјоделците, така што власт има многу поголема грижа околу. Мислите на она вчера и партиите зашто беа, меѓутоа од земјоделците денес има потврда од Европската комисија дека се блокирани. Одиме околу на тема што беше актуелна изминатите седмици околу мигрантите. Сега што е дебатава? Се работи за мигранти или конечно стануваат економски работници? Законот еве сега само излегувате со тоа дека бил донесен во септември. Зошто сега до сега не критикував така е тоа прашањето и сега според вас поднесовте и резолуција, нели до Уставен суд околу резолуцијата што беше усвоена во собранието? Затоа што таа резолуција, за жал, колегите повторно тука покажаа дека се нема капацитет или не се сака да се има дебата. И ако гледате од една страна кога треба се повикува за национално единство, за поддршка од опозицијата, но некоја тема опозицијата ќе ја отвори, тогаш таа поскратена постапка како што се навикнати мора брзо да се затвори, па така ја поднесоа и таа резолуција со која замислете сакаа да гласаме или да дебатираме во најмала рака за резолуција со која што започнува со осуда на опозицијата. Замислете, во една демократска држава, во држава во која што повикуваме на диалог, на дебата, на демократија, власта вели да ја осудиме опозицијата за тоа што пренесува тоа што се зборува по странските медиуми. Владата многу лесно можеше се ова да го разреши, односно власта, и немаше да има потреба ни од нивна резолуција, ни од наши и така натаму, со еден обичен, наједноставен демант до медиумите во Велика Британија кои ги објавија тие надписи кои ние овдека ги представивме, односно ги пренесовме кон граѓаните и македонските медиуми се разбира дека ги превзема. Ако се демантира, тогаш ништо од ова немаше да го Британија или имате информација бидејќи прво беа мигранти, сега се економски работници, тоа сакам да расчистиме сега што ќе се случи. Владата треба да го даде одговорот, затоа што знаете како, од самиот почеток во неколку важни процеси има некој степен на таинственост овдека. Иако јас не сметам дека голем дел од процесите кои се одвиваат во оваа држава, велам голем дел, некада може и оправдано, но во суштина кога воспоставувате одлична соработка со Велика Британија, која јас ја поздравувам. Апсолутно. Не сметам дека било каква точка треба да остане неодговорена токму заради ова. Јас имам лично искуство. Како поранешна министерка за одбрана, во времето кога започна војната, знам колку беше Министерството за одбрана цел на дезинформации, смислени дезинформации. За жал, токму ВМРО ДПМН како опозиција тој беше предводник. Но јас се справував на начин што веднаш ги демантирав. Не таму затоа што бев сигурна во тоа што треба да се демантира, затоа што знаев дека се работи за чиста дезинформација. Ваквото тактизирање оставаше дополнителен простор да и граѓаните се посомневаат во се ова. Да одговорите околу евидените и околу сите јавноста не мислам дека никој не е збунет, верувајте. Добро го кажа колешката Петровска дека главната мака на Социјалдемократскиот сојуз било тоа што власта брзо затворила темата, бидејќи кога вие немате креативна политика, кога немате предлози во економијата, кога губите на секое поле, кога на рейтинзи паѓате секоја недела, тогаш за вие да бидете актуелни, треба да измислите некоја тривијална тема што нема врска со реалноста и при тоа да повикате некој да брани нешто што не се случило. Тоа е како Јозеф К во процес на Кавка книгата, ви затвораат во една просторија, сега вие берете мачката, дали има мачка не знаете. Значи добро е што каже дека таа тема е затворена, такво нешто нема, нити имало, нити ќе има. Тоа го тврдиме најодговорно, тоа го кажа британската амбасада. Таква најава за мигрантски кампови, па потоа ги слушавме дека имало, не знам, мигрантски центри, тоа се навистина работи кои што на прва вака
звучат тотално вака да ги игнорирате, но имаше луѓе кои што цело време повторуваат тие, почна некои луѓе веќе да се загрижуваат. Ќе имате сериозен проблем кога гледате дека премиер демантира, МНР демантира, британска амбасада демантира, а вие продолжувате тоа како што кажавте, да некој мора таа тема да ја затвори, бидејќи граѓаните не се должни да трпат секој ден бомбардирање со лаги по телевизиите, затоа што СДСМ немал рейтинг и Венко му текнало да се зборува за него, за партијата што прави, да се зборува за нешто што не постои. Такво нешто нема и не постои. Второ, знаете како, Венко е пратеник во собранието. За вие да имате, да вложувате во мигрантски центри, в мигрантски капови, тоа се пари. И тие пари ги има, мора да ги има во буџет, како што тој предвидуваше кога беа 2017-2018 година, и точно знае што, ама не чита. И сега, знаете како, тоа беше како не треба да се однесува една опозиција. Јас разбирам, може да се критикуваме, нема потреба сега да се согласиме, може да се разликуваме, но кога вие набедувате с така сензитивни теми и сега гледате дека некои од граѓаните се замислуваат, се сензибираат и вие продолжувате со тоа, а и вие знаете дека тоа не е вистина, демантираат сите релевантни и од Британија и од Македонија, тогаш навистина некој мора да затвори таа тема и драго ме што таа тема конечно се затвори и веќе никој не верува и знае дека нема да има, како што ви кажа премиерот, и во април, и во мај, и во јуни, бујрум на Мегдан да се видиме. Кога сакате за мигрантите? Добро, според СДСМ нели по тоа избори или како беше? Па јас мислам дека зависи од денот. Како е денот пиерот на Венко? Не може нас да не прво не може мене да ми забраните, јас да дадам одговор дали ќе има или нема избори, бидејќи прашањето беше упатено кон мене. Вашата сега личен анимозитет кон Венко, кон Зоран Заев и така натаму, задржате си ги за себе или дадете ги таму каде што им е местото. Јас не сум нивен личен потпарол, не сум личен потпарол, дозволете. Имаше прашање дали сметаме дека ќе има избори. Лично ако мене ме прашувате, бидејќи сум јас тука присутна, сметам дека следната година ја подготвувате за изборна година, 26-та, затоа што реториката која што уште од сега ја почнувате е таква. Скроена за да следната година повторно добивате блиско е 26-та ќе видиме, да. Но има една работа која што упорно апсолутно, а тоа е дека го подценувате. Ги подценувате граѓаните, ќе бидете изненадени. Не се тешете со состојбата во СДСМ, ќе бидете изненадени. Вие ќе паднете на тема економија. Не, нема паднеме ни на тема економија. Да. Тука ја завршуваме емисијата, за жал во некоја следна дебата ќе видиме дали ќе има или ќе нема. Па ќе имаме следна дебата, например, се надевам ќе не поканите во мај, пред крајот на или во јуни, пред да почне летото, во кога што ќе разговараме со господата Петровска и прва тема ќе биде дали има или нема кампови за мигранти. И тогаш можеби ќе се соземе и ќе се извини пред целата македонска јавност. Ви благодарам многу, Славјанка Петровска и Љупчо Пренџов вечерва во Самовистина. Почитувани, ви благодарам што не следевте, останете со Канал 5.